Добро вечер, 20 часот, време е за централниот дневник на К1. Еве дел од настаните кои го одбележа денот. Акцијата Македонија без отпад денеска се реализираше во Кавадарци и Неготино. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е со поддршка за проектите за млади Велес ќе добие нова читална. Заврши третиот мотособир во Свети Николе. Во Кавадарци денеска се реализираше проектот Чиста околина, дел од пролетната акција од кампањата Македонија без отпад. Акцијата се организираше на бреговите на Тиквешкото езеро, а во неа се вклучија активисти од еколошкото друштво Екоживот и нуркачкиот клуб Врело. Македонија без отпад 2016 се реализираше денеска и на Тиквешкото езеро. Во акцијата се вклучија 30 активисти од еколошкото друштво Екоживот од Кавадарци и нуркачи од спелеонуркачкиот клуб Врело. Целта, како што нагласија организаторите, е да се исчисти отпадот што зад себе го оставаат несовесните граѓани и да се подигне еколошката свест кај населението. Колку и да се изведуваат акции, секогаш е недоволно за да се исчисти сето она кој што луѓето го оставаат за себе и токму заради тоа основната поента на оваа акција е не да се исчисти цело езеро, тоа ќе биде символично чистење, меѓутоа да се упати уште еднаш еден апел на сите оние кои што го консумираат Тиквешкото езеро и убавините околу него да навистина бидат предпазливи и навистина зад себе да не оставаат пластични материи и сето она кој што го загадува Тиквешкото езеро, бидејќи тоа не е направено само за нив. Инаку денеска е светски ден на животната средина, зашто екологистите од Екоживот велат дека неопходно е организирање на што е можно повеќе вакви акции за поздрава животна средина. Тие го чистеа брегот на Тиквешкото езеро и испратија порака сите заедно совесно да се однесуваме кон природата. Најчесто таргет место ни е брегот на Тиквешкото езеро и бреговите на нашите реки. На овие светски денови е карактеристично што ние како Екоживот сме регионален еколошки центар и делуваме под мотото, под чадорот на Движење на екологисти на Македонија и пробуваме да едуцираме, да делуваме се што е во интерес на животната средина. Од наш интерес е да имаме повише активисти на овие активности и да се зголемува свеста на локалното население за да имаме што помалку отпад. Додека екологистите го чистеа езерското крајбрежје, нуркачите од спелеонуркачкиот клуб Врело еден час беа под вода. Тие велат секогаш се спремни за вакви акции, а претходно неколку пати учествувале, но за жал за немили настани. Инаку денешната акција за нуркачите беше своевиден тренинг. Езерото се карактеризира со многу мала видливост во водата и за последните 5 години извадиле тројца давеници. Действуваме заедно со сите клубови од Македонија. Акватек, Bottom Time и Врело како предводител. Сега ова една цел да се прати порака до јавноста, дека сите треба да се грижиме за животната средина. Ние сме присутни под вода и забележуваме што има таму и секоја сме спремни да се вклучиме во вакви акции. Ние сме спремни, денеска ќе биде акцијата покриена преку Агенција за млади спорт и Министерство за екологија и ќе изведиме еден тренинг од Тиквешкото езеро малце тешко за нуркање и како тренинг ќе го искористиме и плюс малце еколошка акција. Националната еколошка акција Македонија без отпад и во организација на Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за млади и спорт, општините заедно со комуналните предпријатија. И во општина Неготино се спроведа традиционалната акција Македонија без отпад, која е во организација на локалната самоуправа, Агенцијата за млади и спорт и Министерството за животна средина и просторно планирање. Деталите за активностите во прилогот што следува.
Во Неготино се реализираше проектот Чиста околина, дел од пролетната акција од кампањата Македонија без отпад. На повеќе локации во градот се чистеше околината од несоодветен отпад. Традиционалната акција е во организација на локалната самоуправа, Агенцијата за млади и спорт и Министерството за животна средина и просторно планирање. Ние ова година одлучивме да на потегот од влезот во Неготино, значи од Скопје за Неготино, булеварот па се до спортскиот објект, до спортската сала Младост, значи тој опфат да го исчистиме. Денес ќе не придружуваат извидниците од извидничкото здружение Јадран од Скопје, исто така заедно со нас се и многу млади и други активисти, односно представници од Унија на жени, од ВМРО ДПМН, од Неготино. Целта на акцијата е да се подигне свеста на населението за зачувување на животната средина. Едукативниот аспект, односно подигање на свеста кај граѓаните да не оставаат отпад на несоодветни места, значи да има едно регулирано управување со отпадот. Од друга страна и во овие пролетни денови да направиме некоја акција на чистење, да собереме некој отпад кој што во Македонија, да речеме, во моментов се присутни многу такви мали диви депонии. Еден од главните иницијатори и поддржувачи на ваквите акции секоја година е Агенцијата за млади и спорт. Агенцијата за млади и спорт активно се вклучува на сите 4 локации со своји активисти, особено со познати и признати спортисти не само во Република Македонија, туку и пошироко, и јас верувам дека сите заедно треба да упатиме еден апел дека не само за при одбележување на вакви големи денови како што е Меѓународниот ден за заштита на животната средина, туку и секој ден сите луѓе со своето поведение треба да представуваат пример како сите заедно треба да се грижиме за здрава, чиста и еколошка животна средина. Ваква акција се спроведе на повеќе локации во земјава, со што впрочем се одбележа Светскиот ден на животната средина. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН со поддршка за проектите за млади. Читални во повеќе градови, една од 40 мерки за млади што во изминатиот период ги промовираше ВМРО ДПМН. Изградба на нова модерна читална е предвидена и во Велес. Читални во повеќе градови е само една од 40 мерки за млади што ВМРО ДПМН ги промовираше изминатиот период. Велес е еден од градовите каде е предвидена изградба на нова модерна читална. Иако во Велес веќе постои библиотека и читална, изградбата на нова и модернизирана ќе биде уште еден простор повеќе каде младите велешани ќе го поминуваат слободното време, вели Орце Ѓоргиевски. Потребите на средношколците, студентите и сите млади се наша обврска, а читалните се еден огромен сегмент кој ќе им овозможи квалитетен период на образување. Тие ќе бидат модерно уредени со книги од проектот 1000 книги. Преку делење на флаери и промоција на проектите за млади, УМС ги промовираше проектите кои ВМРО ДПМН ќе започне да ги реализира наредниот период. Ѓоргиевски вели, овие проекти нудат подобар живот за младите наспроти деструктивната политика која води СДСМ. Велешани заинтересирани за новите мерки за вработување кои неодамна ги објави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов од подрачната единица на Агенцијата за вработување во Велес, велат дека најголем интерес има за мерката за обука за возачка дозвола од С категорија. Обука од областа на приватно осигурување, која се реализира во соработка со Комората на приватно обезбедување. Обука од областа на туризмот, организирана во соработка со Факултетот за туризам. Обука за возачка дозвола од С и Е категорија, побарувано занимање на пазарот на труд. Обуки преку кои невработените ќе можат да дојдат до работна позиција, а со тоа би станали поконкурентни на пазарот на труд. Ова се новите мерки за вработување кои неодамна ги најави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. За овие мерки во Велес има заинтересираност, информираат од Агенцијата за вработување од подрачната единица во Велес. Конкретно најголем интерес има за мерката за обука за возачка дозвола од С категорија, вкупно 20 лица, додека пак за категоријата Е има само еден заинтересиран. За мерката за туристички водачи има заинтересирано 2 лица, а додека пак нема заинтересирани за мерката обука од областа на приватното обезбедување. Во 2016 година има голем број новитети во смисла на мерки за вработување кои се реализираат преку Агенцијата за вработување. Покрај овие, се уште актуелни се и останатите мерки, една од нив е само вработувањето, мерка која во многу им помогна на оние кои се уште се невработени, а сакаат да отворат сопствен бизнис. Во Велес во последна фаза се 10 лица за добивање грантови
бракови за самовработување, со кои ќе реализираат својата идеја за отварање на сопствен бизнис. Една од мерките за млади до 29 години беше и мерката за добивање на ваучери за изучување на странски јазик напредно и основно ниво. Оваа мерка во Велес во февруари ја искористиле 58 лица кои сакаат да изучуваат англиски и германски јазик. Наскоро ќе се реши проблемот со недостиг на паркинг простор во Велес. Градот ќе добие катна гаража. Градоначалникот Славчо Чадиев како можна локација го посочува просторот околу градскиот сад. Се зголемува бројот на автомобили во Велес. Улиците преполни со возила, возачите велат, недостасува паркинг простор. Таксистите како најмногу да го чувствуваат овој проблем. Да не се еднонасочни улиците нема да биде толку гужва. И катна гаража сигурно ќе заврши работа. Многу малку. Сметате дека со катна гаража ќе се реши проблемот? Ау, да. Каде би било најсоодветно место за катна гаража? Па тука од центарот, на друго место нема. Тука е најдобро. 1, 2, 2 сум. Сметате дека катна гаража може да го реши проблемот? Да. Сега се случи. Проблемот со недостиг на паркинг простор општината се обиде да го надмине со изградба на двата нови паркинг простори од левата страна на градот. Централното градско подрачје и понатаму останува претесно. Катната гаража засега останува како единствено можно решение. Чадиев како можна локација го посочува просторот околу градскиот сад. Првата е пред градскиот сад. Популарно Джипонот, бифе сад, меѓутоа предвидува и продолжување, правење коридор, продолжување од другата страна до ивицата на малиот парк што е таму поставен. Значи без загрозување на зеленилото, него ја предвидува и улицата, и тротоарот и се спушта, се прави коридор доле возилата да поминат. Тука би се обезбедиле негде околу 60 на возила. Дали оваа локација ќе биде онаа на која ќе се гради, Чадиев вели дека ќе се знае откако ќе заврши јавната презентација. Наскоро се очекува промоција на 3D презентацијата, по која јавно ќе има можност да се произнесе секој велешанец. Според податоците од Државниот завод за статистика во општините од Вардарскиот регион во првиот квартал од годинава бројот на склучени бракови е поголем во однос на разводите. Деталите за ова во прилогот на колегата Владимир Истов. Поголем е бројот на склучени и одраскинати бракови во општините од Вардарскиот регион. Ова се податоци на Државниот завод за статистика за првиот квартал од годината. Вкупно 192 брака склучиле новите брачни двојки, а се развеле 56 пара. Во општина Велес се регистрирани 60 новосклучени бракови, а 16 разводи. Во Кавадар циматичните служби регистрирале 55 нови бракови и 16 разводи. Во општина Неготино се регистрирани 30 брака, а само 5 развода. Во Свети Николе во првиот квартал од годината има 20 новосклучени бракови, а само 4 разводи. Бројот на новосклучени бракови во Демиркапија изнесува 3, а бројот на разводи 2. Во општина Росоман се бележат 5 склучени брака, а развод добил само еден пар. Градско е единствената општина во која бројот на разводи е поголем од бројот на склучени бракови. 11 новосклучени бракови, а 12 разводи имаме во оваа општина. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека општина Чашка е единствената општина од регионов во која нема регистрирано развод во првиот квартал од годината, додека бројот на новосклучени бракови е 8. Заврши третиот мотособир во организација на мотоклубот Свети Николе. Освен гостите од Македонија, на собирот присуствува и членови на мотоклубови од Србија, Бугарија и Австрија. Оваа година манифестацијата имаше хуманитарен карактер. По трети пат во организација на мотоклуб Свети Николе од Свети Николе се одржа мотособир кој на едно место ги собра љубителите на мотор, адреналин и добра забава. Манифестацијата од година во година е се поуспешна, како и претходните години,
На собирот продефилираа повеќе од 1000 мотоцикли. Овој мотособир веќе добива интернационален карактер, со тоа што потврдуваме со присуството на повеќе клубови моторџии и граѓани од други држави, така да слободно ќе кажам дека од оваа година па натаму очекуваме се помасовно, се поголемо присуство и сметам дека овој мотособир можеби нема да звучи скромно, но треба да биде и ќе биде еден од најголемите во Република Македонија. Оваа година, освен гостите од Македонија, мотоклубови имаше и од Србија, Бугарија, Австрија, со што мотособирот влезе во групата на интернационални настани. На прво место е љубов према моторите. На прво место е љубовта спрема моторите и возењето, а на второ место е дружењето и организацијата. Не радува тоа што овој мотособир покрај дружењето има и хуманитарен карактер. Ова е трет пат што доаѓам овде и ќе доаѓам секој нареден собир. Трети пат да долазим овде, дошол би сваки наредни пут. Покрај игрите кои се неодминливи на собирот, не изостана ниту музичкиот дел. Оваа година, покрај домашните бендови, звезди на вечерта беа групата Дивле јагоде. Мислам да ќе биде добра вечеря, стио сам речи, jer веќе јако пуно људи. Сигурен сум дека ќе биде забавно вечерва, со оглед на тоа дека веќе има многу народ. Песните кои очекуваат да ги свириме, Мотори и Кривоје море, ќе ги слушнат. За сите ќе има по нешто, ќе има од секој албум. За оние кои не знаат, Дивле јагоде има 12 албуми, а во тек е 13-тиот. Едно е сигурно, ќе биде весело и ова ќе биде концерт за паметење. За некој не знам 12 албума, управо е припреми. Годинава мотособирот имаше хуманитарен карактер. Сите моторџии и бајкери се обединија под мотото Тркала за тркала. Средствата кои беа собрани ќе бидат донирани на малиот Алексеј за набавување на специјална количка која му е неопходна за полесно и непречено движење. И оваа година, во соработка со полицијата, мотособирот во Свети Николе помина во најдобар ред. На пресконференција на ВМРО ДПМН, Владко Ѓурчев истакна дека СДСМ мора да престане со деструкцијата. Започнуваат постите за Рамазан. Вестите од земјава во продолжение. ВМРО ДПМН нема да чека судбината на Македонија да зависи од волјата на Зоран Заев и Сорос. Ова го истакна Владимир Ѓорчев на пресконференцијата на ВМРО ДПМН. Во следните денови ќе бидат понудени пакет на клучни реформи во медиумите и правосудството. Реализацијата на проектите продолжува и понатаму, додава Ѓорчев. Според Ѓорчев, ретинзите на СДСМ опаѓаат, а токму поради тоа опозицијата сака да создаде имидж дека решава нешто, наместо да се зафати со подготовка на програма. Ѓорчев вели, неизбежно е СДСМ да се соочат со народот на избори. Тие мора да ја надоместат штетата што ја предизвикаа. СДСМ треба да се обиде да направи програма и да понуди нешто конструктивно за сопствениот народ. Мора да прифати дека народот одлучува во Македонија, додава Ѓорчев. Започнуваат постите за Рамазан. По тој повод, директорката на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, Валентина Божиновска, упати честитка до поглаварот на Исламската верска заедница во Македонија, Реисул Улема Хаджи Сулеман Ефенди Реджепи. Нека овој празник биде поттик за зачувување на универзалните вредности на месецот Рамазан и во тој дух на најголема светост и духовно прочистување да се посветиме на меѓусебното помагање и почитување како возвишени вредности кои придонесуваат за нашата заедничка светла иднина, стои во честитката на Божиновска. Секој ден во текот на месец Рамазан муслиманите стануваат пред изгресонце да јадат, а потоа може да продолжат со храна и пијалок дури по залезот на сонцето. За време на рамазанските пости, муслиманите треба да посветат повеќе време на исламските учења и да избегнуваат лоши мисли. По 30-дневниот рамазански пост следува 3-дневен рамазански бајрам кој се смета за голем празник во исламот. Главниот град на Хрватска, Загреб, вчера вечер беше зафатен од силно невреме, проследено со ветар, поројни дождови и град кој траеше околу половина час. Најмалку 7 лица загинаа, а 23 се ранети при напад врз суд во Авганистан. Свето денеска.
Главниот град на Хрватска, Загреб, вчера вечер беше зафатен од силно невреме, проследено со ветер, порени дождови и град кој траеше околу половина час. Хрватските медиуми јавуваат дека обилните дождови предизвикале поплави на повеќе улици, а поплавени се и подроми и приземни домови во повеќе делови на градот. Слично невреме во доцните попладневни часови го погодило и реонот на градот Вировитица. Најмалку 7 лица загинаа, 23 други се ранети денеска при напад врз суд во градот Пул и Алам во афганистанската провинција Логар. Како што соопшти локалната полиција, нападот се случил за време на процес против 6 неодамно уапсени талибанци, кога тројца вооружени мажи влегле во зградата и почнале да пукаат кон присутните. Меѓу обиените во нападот е и председателот на судот. Одговорност за нападот презедоа талибанците, кои соопштија дека тој представува одмазда за екзекуцијата на неколкумина нивни борци на почетокот на мај. Над 20 повредени, а најмалку тројца загинати во судир помеѓу полиција и напаѓачи во Западен Казахстан. Очевидци наведуваат дека напаѓачите кои земаат и заложници претходно ограбиле 2 продавници за оружје во градот Актобе, пошто почнале и да ги земаат заложниците. Полицијата ги евакуира трговските центри во тој дел на градот, каде и дошло до пресметка меѓу напаѓачите и полицијата. Локалните медиуми наведуваат дека полицијата инцидентот го третира како операција против терористи. Дел од медиумите, повикувајќи се на болнички извори, наведуваат дека се повредени поголем број луѓе и од 20 лица со прострелни рани се хоспитализирани. Денес имавме претежно сончево време со мала до умерена облачност и локална нестабилност. Да погледнеме какво време не очекува со почетокот на новата работна недела. Тоа беше се за денес. Јас ви посакувам пријатна неделна вечер.